Почитувани членови симпатизери на ГРОМ за општина Аеродром, топло ве поздравувам од името на извршниот одбор. Дојдовме вечерва во чест на отварање на ова наша и ваша канцеларија, но во исто време сакавме да ви се заблагодариме за успешно завршената работа и собирањето на овие 10.600 подписи кои ги собравме во рекордно време. Сакаме од срце да ви се заблагодариме за вашиот ангажман. Сакаме исто така да ви кажеме дека ние навистина завршивме една голема работа. Може би самите не верувавме дека тоа можеме да го завршиме толку брзо, но во секој случај како политичка партија покажавме дека сме добро организирани, дека имаме членство кое што е посветено, кое што е верно на партијата, затоа што знаеме дека денеска живееме во време кога се тешки условите за политичко делување, односно ова се абнормални политички услови за работа, особено за појавување на нова политичка партија. Затоа што не е лесно да го кренеш бајракот и да кажеш дека ти си за граѓанската опција за Македонија. Може би е полесно да се излезе на гласање и да се направи кругче, меѓутоа тамо не те знаат за кого се потпишуваш, но овде кога јасно се декларира за кого се потпишуваш, секако дека тоа е многу по-тешка работа и особено е тешко во внатрешноста на Република Македонија, а особено пак да кажам за оние наши пријатели кои што живееја во Куманово или пак во Струмица, каде што и во едниот и во другиот град собравме скоро по 600 подписи и можете да мислите како тоа изгледа под носот на Заев и на Зоран Дамјановски, доаѓаат членовите на ГРОМ и се потпишуваат и тие за глава се фаќаат и викаат одете копирајте ги списковите да видиме кои се и така натаму. Нека копираат. Не им преостанува ништо друго, освен да се копираат, а ние да се ги множиме пристапниците и членовите на граѓанската опција за Македонија и да им кажеме на 13 дека ГРОМ веќе не е играчка. Фактот што ГРОМ е хетерогена партија, што во неја членуваат припадници на сите заедници во Република Македонија и таа на одреден начин представува огледало на населението во Македонија, ни дава исто така надеж дека еден ден конечно ќе воспоставиме етнички баланс во Македонија, дека Македонија ќе ја развиваме како граѓанска држава, дека нема да се гледаме низ призма на нација, на религија, на политичка припадност, него ќе се гледаме низ призма на индивидуалните квалитети на поединецот. Ако веќе сакате да споделиме и други искуства, тој тренд почна во Европа. Тоа се случи во Чешка, се случи во Словенија, се случи во Бугарија. Веќе и Европската Унија почнува да ги менува своите правни акти, заговарајќи граѓански концепт на организација на самата Унија. Просто можеме да кажеме дека ова што ние го промовираме е некаков предвесник на она што ќе се случува дури во Европската Унија. Ние ќе треба да станеме активни чинители, не имплементатори на европска политика, без претензии да ги дисциплинираме НАТО и Европска Унија, праќајќи амбасадори кои што ќе ги обучувале сега амбасадорите на НАТО како да се однесуваат во иднина. Значи, сите тие чекори кои што ги правеше нашата непрофесионална дипломатија, ни ги растераа пријателите, традиционалните пријатели и Македонија ја направија предмет за подсмев во меѓународната заедница. Мора да го вратиме достоинството на Македонија. Нема више космодиск, нема више намигнување, нема више компромис, разумен компромис. Значи, председател на држава не смее да си дозволува такви работи. Ако застанал на чело на државата, со полн капацитет, ќе мора достоинствено да ги брани интересите на таа држава. Затоа јас можам само да ви ветам дека од мене такви работи нема да слушнете, од мене нема да се посрамите. Ветувам дека ќе ја прокламирам и програмата на ГРОМ, затоа што ова е извонредна можност да ги промовираме принципите кои што и во нашата програма ни се зацртани, како што се дескопијаизација на Македонија. Значи, еден развој на Македонија во сите нејзини сегменти, а не само во главниот град. Понатаму, повеќе пари за граѓаните, помалку пари за државата. На тој начин ќе дадеме поттик во економскиот развој. И многу други работи кои што, иако председателот нема надлежности, постои начин како да ги сензибилизира јавноста, медиумите и да изврши притисок врз извршната власт да тоа полека се менува. На крај сакам да ви порачам дека сме исправени пред еден огромен предизвик. Што ќе направиме на председателските избори, тоа ќе ни биде некаква
некаков патоказ што ќе правиме понатаму. Ве молам, овој ентузијазам што го имавме досега, да го задржиме. Јас не барам да гласате за мене, барам да ни помогнете да го најдеме патот до победата. И мислам дека ќе славиме на 13 април. И благодарам.